Во јули ребаланс, а во првата половина на септември да започне финансиската децентрализација на општините, најави идниот мандатар Христијан Мицкоски. Очекувам во втората половина на јули месец да го направиме ребалансот. Таму некаде прва половина на септември месец да го почнеме оној проект на децентрализација на финансиските средства и инвестиции во општините од 250 милиони евра. Сега, бидејќи сме на половина година, овој буџет во 2024 ќе опфати 125 милиони евра инвестиции во општините. Рече Мицкоски. Што конкретно очекуваат општините и кои проекти би биле приоритетни? Првите 450.000 евра средства ќе ги добиеме до крајот на оваа година и ќе ги употребиме за проектот кој што би бил од големо значење за нас. Она што е важно, ние неколку проекти веќе ги спремивме со техничка документација за решавање на одредени проблеми, искористување на овие 2 милиони евра за 4 години. Она што очекувам да биде започнато е комплетирање на техничката или на нова изработка на новата техничка документација за решавање на проблемите за водоснабдување на Карбинчани. Финансиската инекција од 250 милиони евра на општините ќе им дојде добро, бидејќи поради финансиска неликвидност, тие не можат да инвестираат во речиси ништо. Во прашање се стотици милиони евра акумулирани долгови кои пред неколку години валата на Заев ги преполови, но не сите општини ја искористија оваа можност да застанат на нозе. За кратко време иззидаа нови должнички згради од кои никако не можат да излезат.